Германскиот АДАК чисто информативно направи едноставен тест со 3 суштински различни електрични возила. Тие една делница на Алпите долга 5,5 километри првично ја поминаа возејки нагоре, а потоа надолу, а добиените податоци се интересни. Имено, најмалото од нив, Dacia Spring, на нагорниците трошеше во просек 26,4 киловат-часа на 100 километри, а во спротивната насока враќаше околу 7 киловат-часа исто на 100 километри. Овие бројки кај Tesla модел Y изнесуваа 49 и 18 киловат-часа, а кај големата серија 7 на BMW 59, односно 26 киловат-часа на 100 километри. Поинаку кажано, Dacia Spring врати околу 27% од потрошената електрична енергија, Tesla 36, а баварската лимузина доби 44% назад. Како заклучок може да се изведе дека степенот на регенерација, освен од техничката изведба, зависи и од тежината на возилото. Колку за информација, декларираната просечна потрошувачка на овие возила според WLTP нормите изнесува меѓу 14,5 и 18,5 киловат-часа на 100 поминати километри.